Општините се заинтересирани за заштеда на енергија преку енергетско улично осветлување. 20 на локални самоуправи се пријавиле за учество во првата фаза од проектот за заштеда на енергија со ЕСКО компании. Маврово, Ростуше, Василево, Валандово, Радовиш, Пробиштип и Македонска Каменица се општините кои се избрани за првата фаза од проектот со различен вид улично осветлување. Од нив две општини се со мали дистрибутивни центри за грејење, велат во Стопанската комора на Македонија. Директорот на Агенцијата за енергетика Нехри Емрула ги повика сите фирми кои сакаат да земат учество како ЕСКО компании, односно компании за енергетски услуги, да земат учество на работилницата која ќе се одржи на 15 мај на тема Програма за поддршка за енергетско улично осветлување. Програма за и поддршка на проекти за улично осветление. Ние силно ги поддржуваме овие програми и проекти, бидејќи, како што знаете, агенцијата е надлежна исто така институција за давање мислење на тригодишните програми за енергетска ефикасност на локалните самоуправи. И исто така ги поздравуваме 5 пилот општини кои се вклучени како први во оваа програма и се надеваме дека и другите општини ќе покажат интерес за овие проекти за улично, пресе за улично осветлување. Координаторот на проектот на Европската банка за обнова и развој Здравко Стефановски го објасни проектот и моделите на ЕСКО компаниите. Истите се спроведуваат и финансираат од приватните енергетски компании, тоа е многу значено, ЕСКО компаниите го носат со себе целокупното финансирање према јавниот сектор и даваат услуги во енергетскиот сектор и ви реков уштено, тие се дефинирани со новиот закон. 20 на општини изразија желба да влезат во ова, 6, односно 5 одбравме, со различен тип на улично осветлување, од кои што 2 општини се со мали дистрибутивни системи за грејење. Предностите се тоа што со заштедата на енергија директниот бенефит го осеќаат општините, финансирањето, изведбата и гаранциите ги сносат ЕСКО компаниите, а јавниот сектор, односно општините, го плаќаат ануитетот према ЕСКО компаниите исклучиво преку заштедата на енергија во месечни ануитети. Од проектот потенцираат дека по завршувањето на договорот помеѓу ЕСКО компанијата и општината, целата опрема останува во сопственост на јавниот партнер.